Кратки најави за денес. Се зголемува бројот на странски туристи вон сезона. Продукцијата Кумев Брадърс со вештачка интелигенција го оживеа Охрид од минатото. Охридското езеро влегува во новата година со добра хидролошка кондиција. Во пресрет на новогодишните празнувања, АХВ со засилени контроли на ресторани и месарници. Пари има, пензиите ке легнат на сметки на 2 јануари, информираат од фондот за ПИО. За најавените и изостанатите настани ќе ви информираме во дневникот кој започнува повременската прогноза. Останете со нас. Жито маркети ви донесува Метео на ТВМ. Во Охрид денеска имавме сончево време со мала облачност. Максималната температура се искачи до 3 степен. Утринава беа измерени -3 степени Целзиусови. За утре метеоролозите најавуваат сончево и студено време со мала до умерена локална облачност. Ке дува засилен до силен северен ветар со услови за провејување на снег. Утринската температура од -4 степени, а максималната дневна до 1 степен. Температурите во Македонија утре ќе се движат во интервал од -10 до максимални 6 степени. Во четврток и петок ќе се задржи студено време со минимални температури кои насекаде ќе бидат негативни, а локално ќе се спуштат и под -10 степени. Од петок и во деновите потоа ќе преовладува променливо облачно време со повремени локални врнежи претежно од дожд. Ќе дува умерен до засилен ветар од јужен правец, а температурите ќе бидат во благ пораст, информираат од Управата за хидрометеоролошки работи. Гледавте Метео на ТВМ по соработка со Трпе Инвест. Во АМ магазинот се складираат голем број производи, кои преку синхронизирана работа на вработените успешно и навремено се дистрибуираат со сопствени возила. Кујната Анабела е веќе добро позната по неодоливиот вкус на домашни готвени јадења, како и кетеринг услуги за секакви настани. Секое утро нека ви започне со вкусните пецива од пекара Тамаро. Тамаро левот стана препознатлив бренд кај потрошувачите. Зеленото пазарче изобилува со разновидни свежи зеленчуци и овошје. За вас, потрошувачите. Месарата Тамаро го има стандардот за најсвежо месо и месни производи. А во рибарницата секогаш може да најдете свежа риба и морски плодови. Располагаме со посебен дел за здрава, органска храна и голем избор на суплементи. Зад успехот на компанијата стои менеджерскиот тим на Тамаро Холдинг, кој со постојани обуки гради тимски успех на целата компанија. Го создадовме најголемиот хипермаркет според вашите потреби, бидејќи Тамаро маркетите се повеќе од маркет. Благодарение на вас, верните и лојални потрошувачи. Добар ден, прво издание на Дневникот на ТВМ. Македонија веќе станува атрактивна туристичка дестинација преку целата година, не само во пик сезоната. Посебно се зголемува бројот на странски туристи во месеците надвор од традиционалната сезона, што според Министерството за култура и туризам укажува на успешна диверзификација на туристичката понуда.
Охрид има капацитет за привлекување туристи во текот на целата година. Новогодишните и божигните празници со збогатената програма покажуваат дека е можно капацитетите во Охрид да се полни и вон сезона. Министерот за култура и туризам Зоран Љутков најави дека се работи на зголемување на бројот на гости надвор од летната сезона, кои преку кружни тури би го посетувале Охрид, Скопје и останатите градови од Македонија со нивните природни и културни убавини. Хотелските капацитети се исполнети во текот на летото, но ќе мораме да работиме Охрид да живее и надвор од сезоната, бидејќи на вистина во овој период има што да се види и можеме да имаме 365 дена во годината туризам. Од тие причини лани го подпишавме договорот со РСД компанијата која што носи секој ден по 200 туристи. Тоа е посебен лет кој што доаѓаат во Македонија, прават една кружна тура, го посетуваат Скопје и Охрид. И така да мислам дека тоа е една фина бројка надвор од туристичката сезона и се разбира дека тие туристи се субвенционирани од страна од владата и Министерство за култура и туризам. Работиме на тоа да го зголемиме бројот на туристи надвор од туристичката сезона, не само во Охрид и Охридскиот регион, туку работиме на тоа да бидат посетени и другите делови од Македонија. Секогаш може повеќе, вели министерот, но додава дека масовниот туризам создава и огромни проблеми. Хотелиерите посочуваат дека балканските тури и рути се добредојдени и добар дел од работењето на хотелските капацитети се темели на нив, но потенцираат дека туристичкиот сектор долго време е во потрага по одговор каков туризам треба да се развива, посебно во туристичкиот бисер Охрид, какви туристи сакаме да привлечеме и кои пазари треба да ги таргетираме. Потребни се применливи, практични и реални стратегии на локално и државно ниво кои треба да дадат насоки и одговори, вели Тошо Чачоровски, менаџер на хотел Силекс. Во однос на продолжување на сезоната никогаш не била попродолжена од сега. И тоа е факт. Значи, ние во моментов оваа година и многу рано почнавме со работа, а еве месец декември хотелите доскоро работевме со гости од странство. Бројката ја имаме, меѓутоа прашање е дали се тоа вистинските туристи за овој град, по колку плаќаат и каква е исплатливоста. Но од друга страна, ако зборуваме за поелитни гости кои што повеќе плаќаат, прашањето е дали ние како Охрид нудиме. Што нудиме и дали сме подготвени за таквите туристи. Овие одговори бараат, повторно ќе речам, сериозна анализа и задача е тоа за сите нас, за хотелската фела, за локалната самоуправа, за државата, мора сериозно да се одговорат. Во периодот јануари-октомври 2025 година, во однос на истиот период од предходната, вкупниот број на туристи е зголемен за 5,4%, а зголемување има и во бројот на ноќевањата, покажуваат податоците од Државниот завод за статистика. Најбројни и понатаму се туристите од Турција кои сочинуваат дури 42% од странските посетители. Значителен раст бележат и туристите од Србија, особено во Скопје и Охрид. Продукцијата Кумев Brothers го оживеа минатото на Охрид изработувајќи видеозапис со помош на вештачка интелигенција. Во видеото користени се стари архивски фотографии од Охрид од почетокот на 20 век. Фотографиите се превземени од Facebook страницата Охрид слики од минатото. Проектот е мој личен обид да се поврзат минатото и современата технологија и да се долови духот на едно време кое го обликувало Охрид каков што го познаваме денес, вели Драган Кумев.
Нивото на водата на Охридското езеро над просекот за овој период од годината. Според последните мерења на Управата за хидрометеоролошки работи, нивото на водата во Охридското езеро се наоѓа на котата 693,39 метри надморска висина, што е 7 сантиметри над просекот за овој период од годината. Езерото влегува во новата календарска година во добра хидролошка кондиција. Продолжениот сушен период во текот на летото и поголемиот дел од есента резултираше одреден период во достојот на езерото да биде и под минимално дозволеното ниво или биолошкиот минимум кој е утврден на кота од 693,10 метри надморска висина. Интензивните врнежи што го зафатија Охридскиот регион во месец ноември значително го зголемија водостојот на Охридското езеро, односно тој се искачи и на 11 сантиметри над просекот за тој период или 23 сантиметри над нултата кота и 30 сантиметри над минимално дозволеното ниво или биолошкиот минимум. Ваквите осцилации неповолно влијаат врз целокупниот езерски екосистем, долгите сушни периоди кога нивото на езерото драматично се намалува, за потоа пообилни врнежи тоа нагло да се зголеми, посебно негативно влијае врз организмите кои живеат во литоралниот или крајбрежниот дел на Охридското езеро, од кои голем број се ендемични видови. Новогодишен концерт на гимназискиот бенд. Утре 31 декември со почеток во 14 часот на сцената кај трговскиот центар Амам во рамки на предновогодишната програма на општина Охрид, Охридска новогодишна приказна, настап ќе има гимназискиот бенд при општинското средно училиште Свети Климент Охридски. Публиката ќе има можност да ужива во енергичен музички настап исполнет со најголемите хитови од 80-тите години, изведени од младите и талентирани музичари, ученици на гимназијата. Со овој концерт, гимназискиот бенд ќе придонесе кон празничната атмосфера и ќе внесе младинска енергија и позитивен дух во центарот на градот. Ги покануваме сите граѓани, посетители и љубители на добрата музика да ни се придружат и заедно да одбележиме завршницата на старата година со одлична музика, дружење и празнично расположение, порачуваат гимназијалците. Основното училиште Свети Наум Охридски од Пештани во свечена и празнична атмосфера го одбележа патрониот празник. На брегот на ова свето езеро, каде времето се мери со милениуми, испишавме уште една импресивна и инспиративна приказна во чест на нашиот патрон Свети Наум Охридски чудотворец, истакна во свеченото слово за просветителот и исцелител Свети Наум, директорката на училиштето професор Валентина Рубјановска, потенцирајќи дека Свети Наум не бил само учител, бил патеводител, не бил само монах, бил градител и хуманист. Во духот на знаењето, традицијата и мудроста под мотото убавино насмевни се, учениците од предметна и оделенска настава подготвија свечен музичко-сценски перформанс, блескајќи на сцената со талент, дисциплина и емоција. Фондот на ПИОМ ги известува сите корисници на пензија дека целосно се обезбедени потребните средства за исплата на пензиите за месец декември 2025 година. Поради новогодишниот празник 1 јануари, средствата ќе бидат префрлени до деловните банки на 2 јануари 2026 година. Обезбедени се 150 милиони евра за оваа намена. Пензија ќе добијат вкупно 340.156 пензионери. Од ПИОМ нагласуваат дека податоците веќе се доставени до деловните банки, со што се гарантира дека процесот ќе се одвива ефикасно и без доцнење. Како институција одговорна за социјалната сигурност на пензионерите, фондот навремено ги заврши сите подготовки за непречена реализација на исплатата, стои во соопштението. Агенцијата за храна и ветеринарство со засилени контроли за празниците во ресторани, месарници и рибарници. Изречени казни од 33.000 евра и уништени над 600 килограми храна. Од АХВ апелираат до граѓаните во пресред на новогодишните празници храна да купуваат од одобрени и регистрирани објекти кои ги имаат имплементирано системите за безбедност на храната, да внимаваат на означувањето на производите, како и на тоа каде тие се чуваат.
Во пресрет на новогодишните и божикните празници, инспекцијските служби на Агенцијата за храна и ветеринарство со цел обезбедување на висок степен на заштита на здравието на потрошувачите, покрај редовните спроведува и засилени вонредни контроли кај сите оператори со храна. Акцент со контролите во овој временски период ставен беше на операторите кои организираат предновогодишни и новогодишни прослави, како и во месарници, месарници со работилница, рибарници и други специјализирани продавници за храна од животинско потекло, каде периодов има зголемена побарувачка и потрошувачка на храна, велат од агенцијата. На територијата на цела држава спроведени се вкупно 423 надзори во гостилници и ресторани и 228 вонредни контроли кај оператори со храна од животинско потекло. Генералните неусогласености утврдени со контролите се однесуваат на неспроведени задолжителни здравствени прегледи на вработени лица, неусогласеност во однос на хигиенските и микробиолошките барања за безбедност на храна и вода, нерегистрирани правни лица како оператори со храна. Кај неколку оператори најдена е небезбедна храна и храна со поминат рок, утврдено е несоодветно складирање и селектирање на храна, нередовно ажурирање на записите за добра хигиенска, добра производствена пракса и хасап, проведена дезинфекција, дезинсекција и дератизација во објектите, како и неземени мостри од храна за лабораториско тестирање, производи без декларации, со нецелосни и нејасни декларации и други помали недоследности, информираат од АХАВА. Со спроведените контроли и утврдените недоследности изречени се 60 парични казни во вредност од над 33.000 евра во денарска противредност за операторите и одговорните лица во нив. Изречени се и соодветни опомени, издадени решенија со наредби за отстранување на недостатоците, како небезбедни уништени се над 624 килограми небезбедна храна, од кои 567 килограми производи од месо. Следува полицискиот билтен. На 30 декември во 2 часот и 37 минути во ова Струга било пријавено дека во паркирано патничко возило Голф со охридски регистарски ознаки на локален пат во струшкото село Ливада со повреди по телото било пронајдено 40 годишно лице од Охрид. Со возило на итната медицинска помош бил пренесен во општа болница во Струга, каде му се констатирани тешки телесни повреди. Се преземаат мерки за целосно расчистување на настанот. На 29 декември во 10 часот и 20 минути во атарот на селото Ботун, општина Дебарца, полициски службеници од СВР Охрид лишиле од слобода две лица на возраст од 36 и 30 години, двајцата од струшкото село Делогожда. Тие биле затекнати како со моторна пила вршат бесправна сеча на буково дрво кое го товарале во патничко возило Нисан без регистарски ознаки. Возилото и дрвната маса се одземени и се предадени на јавното предпријатие Национални шуми, а по целосно документирање на настанот против нив ќе биде поднесена соодветна пријава. На 29 декември во 17 часот и 30 минути во Струга, полициски службеници од ОВР Струга лишиле од слобода 32 годишно лице од село Франгово Струшко. При извршен преглед во неговиот продажен објект, пронајдени и одземени биле вкупно 23.838 парчиња разновидни пиротехнички средства. По целосно документирање на настанот против него ќе биде поднесена соодветна пријава, информира портпаролот на СВР Охрид Стефан Димовски. Го завршуваме првото издание на Дневникот на ТВМ. Благодарам за довербата. Пријатно.